За околу 15.000 муслимани од истокот денес е голем ден, го слават Рамазан Бајрам. На денешниот ден му претходеше едномесечен пост кој е еден од 5 темелни должности на секој муслиман. По истекот на постот следува месецот Шевала. Првите 3 денови од овој месец се еден од двата празника во исламот. Прославата и годинава по ништо не се разликуваше од она од пред многу векови. За Бајра рано почнаме, у 6:15 бееме у џемија. Од там после си враќаме дома, чекаме гости. По едномесечниот пост гостите денес се пречекуваат со богата софра. Подготовките за неа домакинките ги почнаа уште од рано. За овој празник правиме боденик, пржиме месо, подготвуваме ручек за гостите кои доаѓаат на овој ден. Рамазан Бајрам не може ниту да се замисли без традиционалната баклава. Овие се бајрамски баклави со ориз, со гриз. Испржиш гризо, ориз ставаме, малку шекери, наложиме ги. Сакаш корите дома сукани, домашни, ако немаш време или некеш, купечки кори. Шербет си ставиме, најбитно е шербетот да се погоде. Според обичајот, помладите одат на гости кај постарите, а овие ги даруваат со благи работи за среќа и берикет. Денешниот Бајрам е ден кога оние што нешто си сгрешиле, си простуваат. По повод Рамазан Бајрам, честитка до верниците упатија од исламската верска заедница. Баре овие 3 дена треба да се обиде секој еден верник, еден припадник на исламот, на вистина да го презентира со своето однесување правиот ислам. Ислам е вера на мир. Ислам препорачува узаемно почитување, суживот меѓу луѓето. Своите сограѓани муслимани не ги заборавија ниту политичарите. На сите муслимани го честитам празникот, да им посакам Господ да им дари многу радост, многу среќа, берикет, се најдобро и да ги споделат сите убави нешта со своите пријатели, роднини и гости и верувам дека денешниот празник ќе помине во најдобра атмосфера. Користам можноста на граѓаните на Штип од исламска вероисповест да им го честитам празникот Рамазан Бајрам со надеж дека како граѓани сите заедно ќе градиме поуспешно и Штип и Македонија. Среќа и берикет на верниците муслимани им посакаат повеќе политички партии, институции и граѓански здруженија.